Почитувани слушатели на Македонската радио програма и вие кои не следите на YouTube каналот Ицо Најдовски Тоин, денес во Епинал во Битола разговор ќе водам со специјалистот по општа медицина Драган Поповски Стојнин. Драган Поповски Стојнин имено е добар македонски активист, уште и од првите од раните денови на независноста на Република Македонија, кој се вклучува во движењето на, односно во формирањето на партијата МАК. Меѓутоа денес нашата средба беше повод да се сретнеме оваа негова книга, која е напишана и ми е поклонила голема благодарност за тоа. Македонија, горна река, село Кичиница, историски видувања и записи. Значи, покрај што е во полето на здравството, исто така се занимава и со историјата на македонскиот народ овде во Република Македонија, особено во западните делови на Република Македонија. Господине Стојнин, добар ден, добро дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден, добро видување, добар разговор. Така, јас ви благодарам вие што дојдовте од Охрид да ми подарите оваа книга, но и да споделите мноштво од вашето искуство, од вашето знаење. Еве најнапред за нашите слушатели, оние кои не следат на Фејсбукот, збордва за вашата биографија, вашиот живот. Нели вие сте од Бевчани? Да, роден сум во Бевчани. Втората светска војна, како последица Втората светска војна, преселени сте во Битол, во селото Кучари, а од 45 година останувајќи без родители. Јас сум домец во детски дом Елпида Караманди во други градови, а потоа одиме на студија во Скопје, завршуваме и почнуваме мојата професионална активност, а после тоа и активности кои се вредни и потребни за Македонија и македонскиот опстанок, македонците како народ со векови, милениуми, кои овдека опстануваат, се развиваат, ги трпат историските недела кои се вршат над нив, неговото игнорирање како народ и ред други работи до желба на некои сили комшински или западни, Македонија да се избриши и како народ и како држава. Јас како македонец на тоа се спротивставам и со моите активности на пишувајќи како македонец за македонската историја, со мој погледи на него, ги разоткривам влагите на западната цивилизација, не само нивни, и на комшинските држави околу нас, и на народи кои се денес како малцица во Република Македонија. И за тоа ќе се борам и понатака и ќе ја кажувам македонската вистина сеј дека ще не може. Без познавање на македонската историја не може македонецот да се бори. Историјата не смее да замени во заборов, нејзиното заборавање тоа значи исчезнување на македонскиот народ. Добро, јас за да биде ова и поблиску, за да бидете поблиску вие, јас се тргнам од кадарот, почитувани македонци. Ме интересира почетоците на независноста на Република Македонија. Формирањето на самостојна Република Македонија представуваше еден голем историски чин и голема радост за секој македонец. Во тој полет за формирање на самостојна Република Македонија, секој граѓанин, секој македонец сакаше да даде свој придонес, па така и јас во својата возраст, за својата работа се приклучив на политичкиот плурализам на Македонија и влегов со моите можности и интелектуални и други познавања колку можам да придонесам и во идеологијата, а уште повеќе до реалниот опстанок и развој на македонската држава. Вие бевте еден од првите членови на МАК. Појавата на МАК, Македонска акција, ја сваќа вистина како појава на политичка партија, пред се составена од добри интелектуалци, афирмирани личности, дека тие ќе не понесат на вистинскиот пат
самостојувањето и развојот на македонската држава. И затоа довербата кон таа прва, меѓу првите политички партии, беше голема. Така бев приклучен и јас во раководството на таа партија. Добро, јас седмиот ношти го гледав Лјупчо Георгиевски на еден подкаст. Тој спомна дека бил член на МААК. Доаѓањето на Лјупчо Георгиевски во МААК или неговото работење, а уште повеќе последователното негово действување и во партијата МААК, уште повеќе и како раководител на владењето со Република Македонија, се покажа дека е тоа грешка, дека е тоа промашување, дека на чело на Македонија доаѓа човек со немакедонски идеи. Тој се појавува и успеа да се вметне во политика на крилата на антисрпството и антијугословенството. Меѓутоа, неговите постапки подоцна се покажуваат дека не се промакедонски, дека тој неговата линија е пробугарска. Значи не е антисрпско, антијугословенско, туку целта е антимакедонска. Антимакедонска, пробугарска. Пробугарска. Да. Добро, само еве кажете ги основоположниците кои се на МААК. И уште едното прашање, нели, да ме интересира, зошто не опстана оваа партија? Видите вака сега, на чело на МААК се појавуваат двајца афирмирани луѓе, тоа се Гане Тодоровски и Анте Поповски, и извонредни интелектуалци. Нивното интелектуално дело вредно е многу за Македонија и македонците. Меѓутоа, мојата соработка со нив во председателството на МААК дојде и до подруги сознанија дека тие се инсталација на Службата за безбедност на Македонија. Со тоа се сакаше да се врши службата да има целосна контрола над ова македонска партија во кој се вклопени извонредно познати интелектуалци од сите рамки на уметноста, политиката, науката, книжевноста и така натака. Како такви, верувајќи на челниците, ние го победавме тој пат. Меѓутоа, на крајот се покажа дека како таква инсталација МААК требаше да биде само тројански конј, за да и понатака власта се одржи на претходната структура која постоеше во Македонија, комунистичката партија и безбедносните служби кои постоја тогаш. Подоснежното нивно делување, особено за првите парламентарни избори, се покажа дека тие не работеа за да победи МААК, туку да победи партијата која е наследи комунистичката партија. Затоа, ова интелектуална сила која му веруваше на овие челници, за жал, се излачи. А колку време постоеше МААК како партија? Па после... И кога замина Лјупчо Георгиевски? После првите избори кои веќе МААК почна да се распаѓа. Јас направив еден обид да го организирам повторното раѓање на МААК, меѓутоа тоа не успеа. Тука сигурно доста влијае и безбедносните структури, таква организација повеќе да не се појави, која нема да биде под нивна контрола. Лјупчо Георгиевски подоцна тој се формира партија во Германија, Австрија. Тој замина повикан од браќата Јаковлевски во Берлин, дека може да се роди и создаде уште една партија која ќе биде на македонската линија. Тој отиде таму, него му беше дадена довербата, се формира овде во Македонија, меѓутоа неговите први истапувања покажуваат дека зад него жената Парк. Тој одржа еден промотивен говор, кога зад него стоеше бугарскиот амбасадор. Тоа ми даде убедливо уверување дека ова личност нема да работи за Македонија, туку ќе работи за бугарската кауза. А за која година станува збор? 91-а, 2-а? Па, тука беа тие години. Јас подоцна се распрашав доста за потеклото на
Ljupšo Георгиевски и добив такви информации, кои неговите стремежи кон Бугарија го оправдуваат неговото постоење како бугарски, како бугарин. Значи смислено беше донесен. Смислено беше донесен или тој работеше за бугарската, како таква инсталација тој влегува и састав на брната политика, челната позиција на Македонија, председателна влада. Ако само се подсетиме дека тој при војната со албанските терористи, тој предложи размина на територии и народ, тоа го потврдува дека тој не работи за Македонија, туку работи за распаѓањето на Македонија. Знаеме дека тоа не беше возможна, нели, активност, односно работа која може да се оствари без одобрување или менување на граници. Како тоа тој го исврле менување на територии? Меѓу кого ќе менуваше тој без одобрение на големите сили, Обединетите нации и така натаму? Советот за безбедност. Па многу е логично. Ако почне да се разменува територија, значи Република Македонија се распаѓа. А тој може да има придобивка од тоа распаѓање. Само може да има албанската и бугарската страна. Така, ајде да ставиме малку политиката. Сакам да поразговараме околу децата за по домовите. Јас прв пат го слушнав тој збор, нели така го кажавте зборот? Деца? Да. Во домовите Деца после во домовите Втората светска војна. Втората светска војна. Ние знаеме за децата прогонети од Егејска Македонија, македонците, но јас прв пат слушам за децата по домовите во Македонија по Втората светска војна. Ова тема во научните кругови како статистика е обработувана. Меѓутоа, како тема со една социјална и психолошка нота не е обработувана. Јас како еден од членовите на таквите домови од 1945 година, па 14 години низ сите градови на Македонија, живеам со деца кои се без родители, кои загинале во Народно-ослободителната војна, деца на народни херои, деца на борци, деца на паднати албанци, турци кои загинале и, што е многу интересно, деца на германци кои загинале во војната, приклучувајќи се кон фашистичките сили, а тоа е во Вojvodina во Србија, кои деца подосна ги носат во детскиот дом Илкида Караманли во Битола, а тоа се 42 деца само во тој дом, а други деца има распоредени во други домови и со нив исто се сретнува. Вие бројката, позната ви е бројката? Бројката не ми е позната целоста на германците, меѓутоа деца како во домови беа и илјадници деца сместени. Така. Потоа на тие деца после Втората светска војна му се приклучуваат и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија од граѓанската војна. Сите деца по домовите стануваат меѓусебни браќа. И тоа нивно живење кое не подразбира, кое не осеќа национална припадност, дали си ти турчин, албанец, германец, евреј, србин, пријателството само карактеристиката на човекот ги измеѓуваше тие деца и како такви остануваат до крајот. Така да спомените од тоа детство остануваат цел живот и нашето дружење со нив останува и понатака. Меѓутоа, природата го врши својот тек на обстој. Вие сте по професија лекар, сте општ специјалист, меѓутоа исто така работите и со аптекарството, нели? Тоа само го спомнувам заради јавноста. Меѓутоа сега сакам да ве прашам покрај таа професија што вие ја напишавте и оваа книга која сакам да ја видат нашите македонци. И да накратко да ни кажете што беше интересот, кој беше вашиот интерес и што накратко да ни раскажете затоа што ќе имаме уште едно или две интервјуа откако ќе се вратам во Австралија. За кого пишувате и која е целта на оваа книга на читателот? Работејќи како лекар во Маврово, јас се запознав со тој крај, Горна река. Имав прилика
да лечам и болни во селото Кичиница. Таму го запознав проблемот на тие луѓе кои однадвор ги викаат шкрети, а тие се македонци. Во првиот контакт со нив, тие ми рекоа: докторе, вика, ние го зборуваме албанскиот јазик, меѓутоа ние сме македонци. Ние сме морале да го прифатиме албанскиот јазик за да обстоиме во овие крајови, вика, од наездите на албанското население, вика, кои навлегуваа преку кораб во овој крај, ја вршеат таа тортура над македонците, а беа заштитувани од османлиската власт. Тоа ме поведе да го испитам ова прашање што може подлабоко и 50 години работам на оваа тема, најдов на многу информации, објективни, необјективни, на преданија, записи кои ги вршев по деканските села и на тој начин ја напишав ова книга и навлегувајќи подлабоко на нивната етногенеза, дека се тие мијаци, подгрупа на мијаците горнодеканците, а нивната етногенеза дека оди длабоко во историјата од бригите, венетите и така натака до мијаците во горна река село Кичиница. Значи, уште еднаш сакам за гледачите да го повторите тоа. Значи, шкретите? Шкретите се македонци и областа, бидејќи тоа население живеело во еден планински див предел, кој не му овозможувал покомотен живот, ни економски, ни социјален, и тоа шкрети значи тежок, шкрт живот. А не дека се тие посебно албанци кои го зборуваат македонци, албанци кои го зборуваат македонскиот јазик. Дека се тоа македонци кои го зборуваат албанскиот јазик, присилени да опстанат во таа дива средина. Добро, на крајот, докторе, да го завршиме нашето интервју уште еднаш со Лупчо Георгиевски донесен беше од службите југословенски и бугарски. Видите вака сега, јас не можам да навлезам толку во службите за УДБА и така нака, дали тие го донесте, и неговите истапувања многу беа оштри против таа служба. Меѓутоа, ако се земи констелацијата на Македонија во своето окружување, дека беше многу логично, излегува многу логично дека неговата инсталација е плод на вооружените сили околу Македонија. Добро, јас ви благодарам многу за ова убаво интервју, овие информации, првични информации, кои ќе ги надополниме и понатаму преку нашите радио средбишта ќе ги направиме. Почитувани слушатели, водевме разговор со специјалистот доктор Драган Поповски Стојнин од Вевчани, на кој исто така има живеено и во нашето село, во моето село Оптичари. Јас ви благодарам многу. Благодарам за интересот да го прејавувате.